Почитувана председателка, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, представници од Министерството за финанси. Ево ја користам приликава при разгледување на ребалансот на буџетот за 2025 година да дадам и свое размислување, свое видување на работите кои што стојат во овој документ. Па ви почнам вака. Помина точно една година од формирањето на оваа влада, предводена од ВМРО-ДПМН, и една работа е потполно сигурна. Владата предводена од ВМРО-ДПМН за само една година на економски, финансиски и развоен план направи 10 пати повеќе отколку претходните влади на социјалдемократите. Овој ребаланс кој е стигнат во собранието и за кој ние сега дискутираме, доволно е да го погледнат стручните лица и веднаш ќе забележат дека тој е развоен. Нам пак, пратениците, ни е најважно да се спроведува програмата која чакори по патот на економски развој и напредок и при тоа придонесува за развој и значително подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Секој буџет или ребаланс на претходните влади на Социјалдемократскиот сојуз го коментирале буквално сите, бидејќи знаеле дека се неразвојни и упропастувачки за македонската економија и македонскиот народ, а од друга страна, дека тие пари завршува во џебовите на десетина луѓе од СДСМ. Изминатите години се случи најголемиот грабеж што можеше да и се случи на нашата држава. Денес, по точно една година, тие рани од грабежот кој го направи СДСМ и дел од луѓето што седат тука во оваа сала, од опозицијата, се залечуваат со домајкинско работење. Денес се санираат штетите од фиктивните поврати на данокот на додадена вредност, кои се исплаќаа на блиски луѓе до СДСМ преку Управата за јавни приходи. Денес се сузбива криминалот од стотици милиони евра, кои го направија другарчињата на Венко Филипче од Струмица и слични на нив. Денес ВМРО-ДПМН работи одговорно и транспарентно и без скандали. За пензионерите се покачуваат пензиите. За земјоделците се исплаќаат субвенции и се развива секторот. За здравствените работници се обезбедуваат максимално најдобри услови. За младите се спроведува стратегија за тие својата иднина да ја градат тука. Се обезбедуваат услови за отпочнување сопствени бизниси. Се обезбедуваат услови за младите од руралните средини. За образованието се обезбедуваат максимални услови. Веќе не фалат книги по неколку месеци и секое дете има еднаков третман за учење. Се градат градинки. За бизнис, заедницата веќе е минато рекетирањето. Денес, владата на ВМРО-ДПМН е партнер со бизнис заедницата. Инфраструктурните проекти што не ги доработи СДСМ, сега ги завршува ВМРО-ДПМН. Се заврши патот кај Страцин. Се заврши патот кај Богданци. Се заврши патот Градско Прилеп. Се работи на автопатот Прилеп Битола. Се пушти делница кај Охрид и интензивно се работи да се заврши целиот автопат. Практично сите проекти на ВМРО-ДПМН што не ги доврши СДСМ, сега ВМРО-ДПМН мора повторно да ги довршува. По однос на ребалансот, би сакал да ги спомнам следниве клучни поенти за кои што сметам дека јавноста треба да биде информирана. Зголемување на приходната основа и фискалната стабилност. Во приходната страна на републичкиот буџет планирано е значително зголемување од 3.537 милиони денари во однос на првичната проекција. Ваквата експанзија на приходната основа создава цврста фискална платформа за реализација на владините приоритети без загрозување на фискалната стабилност. Уделот на буџетскиот дефицит останува на контролирано ниво од околу 4% од годишниот бруто домашен производ, што покажува одговорно фискално управување. Значително зголемување на социјални трансфери и заштита. Најголемата позитивна примена во расходната страна се однесува на социјалните трансфери, кои се зголемуваат за 2.209 милиони денари, достигнувајќи вкупен износ од 193.254 милиони денари. Оваа категорија представува најголемата компонента во буџетската структура со учество од 30,1%. Посебно значајно е зголемувањето на пензиите за 1.020 милиони денари и зголемување на транзицијските трошоци на 16.000 милиони денари, што представува зголемување од 1.500 милиони денари.
Овие промени директно се одразуваат на подобрувањето на животниот стандард на пензионерите и обезбедувањето на социјалната сигурност за најранливите категории граѓани. Дополнително, предвидено е да се обезбедат вкупно 1553 милиони денари за надоместоци за невработени и 2461 милион денари за активни мерки за вработување. Инвестиции во образование. Образовниот сектор покажува позитивни трендови со зголемување од 1294 милиони денари, што представува 3% раст во однос на иницијалниот буџетски документ. Најзначајни се зголемувањата во високото образование за 713 милиони денари и помошните служби на образованието за 472 милиони денари. Владините програми за инвестиции во образованието се зголемуваат за 12,8% во износ од 137 милиони денари. Капиталните инвестиции преку развојни подпрограми во образованието достигнуваат значителни 2278 милиони денари, што представува зголемување од 30,5%. Овие инвестиции се особено насочени кон енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови и инфраструктурни проекти во општините. Јакнење на здравствениот систем. Здравствениот сектор евидентира позитивни промени со зголемување од 181 милион денари во однос на иницијалниот буџетски документ. Најголемото зголемување во услугите за пациентите, кои се зголемуваат за 135 милиони денари. Развојните подпрограми во здравството се зголемуваат за 4,5% во износ од околу 24 милиони денари. Особено значајно е драматичното зголемување на средствата за медицинска опрема за потребите на јавните здравствени установи за 375%, што представува зголемување од 165 милиони денари. Ова ќе придонесе за модернизација на здравствената инфраструктура и подобрување на квалитетот на здравствените услуги. Поддршка во јавниот сектор. Планирано е значително зголемување на средствата за плати во јавниот сектор за 830 милиони денари, достигнувајќи вкупен износ од 48.971 милион денари. Ова представува 1,7% зголемување и директно се одразува на подобрувањето на условите на вработените во јавниот сектор, што може да придонесе за задржување на талентираните кадри и подобрување на квалитетот на јавните услуги. Зајакнување на локалната самоуправа. Трансферите до единиците на локалната самоуправа се зголемуваат за 277 милиони денари, достигнувајќи вкупен износ од 33.516 милиони денари. Ова вклучува зголемување на дотациите за ДДВ за 181 милион денари и блок дотациите за 96 милиони денари. Владините програми за децентрализација се зголемуваат за 1,9% или 729 милиони денари. Особено значајно е зголемувањето на инфраструктурните проекти во општините за 452 милиони денари, што ќе придонесе за подобрување на локалната инфраструктура и квалитетот на живот на граѓаните. Капитални инвестиции и развојни проекти. Капиталните инвестиции преку развојни подпрограми достигнуваат вкупно 41.637 милиони денари, што представува зголемување од 766 милиони денари. Главниот двигател на ова зголемување се средствата од основниот буџет, кој бележи раст од 1910 милиони денари. Капиталните расходи се планираат со зголемување од 294 милиони денари, достигнувајќи износ од 47.450 милиони денари. Ова вклучува значителни зголемувања во купувањето на опрема и машини, возила и капитални дотации до единиците на локалната самоуправа. Поддршка на културата и спортот. Функцијата рекреација, култура и религија се зголемува за 15,8% во износ од 1010 милиони денари. Најголемо зголемување има кај услугите за културата за 884 милиони денари и спортските и рекреативните услуги за 127 милиони денари. Ова покажува зголемена посветеност кон развојот на културниот и спортскиот живот во земјата. За крај,
Тотално непотребно е да се дискутира за квалитети и капацитети на влади, тоа може само да се види. Сега, треба да се фокусираме да ги исправиме грешките на владите на СДСМ, да ги вратиме парите во буџетот и на граѓаните, и тука максимално ги охрабрувам истражните органи и органите на прогонот да си вршат работата и одново да изградиме Македонија да биде горда. СДСМ наместо да се шетаат со розевите ночари што ги носат од 2017 година па наваму, треба да се засрамат, да ги извадат и да видат во какви несогледливи штети направија на секое поле во државата, од економско до општествено и идентитетско. Нивните шеги со розеви ночари кои кружат по интернетот се само уште еден показател колку една партија како нив може да не си ја сака државата и да работи против неа кога нема никаква финансиска корист од самата држава. Доволно патеше Македонија и граѓаните од една клика збогатена преку сопствениот народ која се уште мисли дека е партија и се нарекува СДСМ. А всушност е на ниво на селско гранапче кој не успеа да заврши ниту еден проект и сега, кога се работат проектите, мисли дека треба се да се упропасти. Помирете се, господа, со розови ночари од СДСМ. Македонија вие урнавте, ние ќе изградиме. Благодарам.